Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е Еден телевизија, отворено студио, студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, како и секој понеделник, иако и вчера се видовме за време на изборите, бидејќи Еден ТВ направи комплетно покривање на постизборниот период, се негде таму до полноќ. Сега се разбира дека цела оваа недела, па и наредната, ќе превладуваат повторно изборни теми, бидејќи, како што знаете, одиме на вториот круг во на гласање, каде што двајцата главни претенденти за иден председател на Република Македонија повикуваат на масовна излезеност, бидејќи се види дека таа излезеност може да ги реши и да влие врз конечниот исход на изборите, што се разбира добра, а она што е најдобро е што сепак изборите поминаа во една изворедна атмосфера. Не знам дали беше баш од норвешки стил целиот изборен процес. Јас негде се пошегував дека за да имате скандинавски избори треба да имате скандинавска администрација, а веројатно и скандинавци кои што ќе излегуваат да гласаат со се скандинавски кандидати за функциите, но за Македонија ова е исклучително значајно што навистина ги имавме веројатно едни од најрегуларните избори во нашата демократска историја во последните 29-30 години. Денешниот ден ќе го посветиме на една серија од анализи кои што ќе ги започнеме сега во овој сегмент на отвореното студио, потоа ќе одиме со централниот дневник каде што ќе имаме и линкови, и гости и така натаму, ќе разговараме повторно, ќе превладуваат темите од изборите. Во 21 час од колегата Анета Кочишки ја има својата редовна емисија, овој пат гостин ќе биде прославениот Перо Антич, а јас ќе се вратам со вас негдека во 22:10 минути каде што ќе направиме една завршна анализа пред завршните вести на Еден ТВ. Во таа анализа со мене ќе бидат пратениците Мухамед Зечири од СДСМ, Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Мислам дека ќе направиме една слоевита дискусија за тоа што се поуките, заклучоците и перспективите на вториот круг на гласањето на овие избори. Одиме со разговорот во студиото во овој сегмент. Му велам добро вечер, добар ден на Ѓорѓи Трендафилов. Добро вечер. Ѓорѓи Трендафилов е инаку председавач со Националниот комитет на Граѓанско-демократската унија. ГДУ е веројатно најмладата партија на македонската политичка сцена. Во март минатата година се формиравте и после една година постоење вие се охрабривте да имате и свој кандидат на изборите локални во Охрид. Ваш таму кандидат ви беше Михајло Трендафилов, познатиот Нанче, и мислам дека поминавте релативно пристојно, освоивте 1655 гласа. Се разбира дека двата мамути ВМРО и СДСМ ги собраа главните, тие имаат над 10.000, а СДСМ над 13.000 гласови нивните кандидати. Меѓутоа здадовте значаен придонес во целиот изборен процес. Меѓу другото сте били и пратеник од редовите на ВМРО ДПМН 2002-2006, така е. Бевте едно време и портпарол во Министерство за одбрана, па бевте и во партијата портпарол и така натаму, и потоа се изгубивте едно време од политичкиот живот, па сега ве гледаме во ГДУ. Полека со ГДУ. Така е. Овој национален комитет е практично централниот комитет на вашата партија. Со таа разлика, да, што обично во Македонија со централните комитети раководи председателот на партијата, во ГДУ председателот на партијата не раководи со централниот комитет. Добро, тоа е еден од еднаквите. Значи, да, како секој член на управувачкиот комитет и тој. Така. Ѓорѓи, кажете ми прво каква е вашата оценка за целокупниот изборен процес, не само на локално ниво, за тоа ќе поразговараме, се разбира, поопширно. Каква е вашата оценка вака, бидејќи сте партија која што има амбиции да се шири, да се кандидира веројатно потоа и во овие избори што ќе следат наредната година и така натаму. Што мислите вие за целиот изборен процес? За мене лично беше можеби не толку неочекувано, но сепак изненадувачки. Мислам дека бремето на оние 31 партија кои стојат зад Стево Пендаровски почнува силно да го поклопува. Бидејќи за разлика од другиот кандидат со него и сум соработувал и го познавам лично. Мислите на Пендаровски? На Пендаровски. Не мислев дека ќе го, знаејќи го каков е, дека ќе се доведе себе си во ситуација полека да биде притиснат од тежината на сиот тој конгломерат зад него. Што мислите, дека ја изгуби некако својата индивидуалноста која беше негова предност и карактеристика во, да речеме, во претходните председателски избори. Сега индивидуалноста мислам дека полека ја грабна оние големи дел од оние мастодонти кои ги спомна и ти. И
Например, не ми звучи добро образложението од негова страна или од неговиот изборен штаб кога не плаши со Груевски, затоа што само вака ако направи со главата, пријателите на Груевски се доста ангажирани во тие 31 политичка партија. Како што бе и претходно, Како така што се бе, пресели да, и така да, натаму. да. Добро, ама опште оценката дека ова практично беше кампања парламентарна, а не председателска, па можеби заради да, тоа. влегува и тоа, значи, нели, се обидуваме да објасниме, особено кандидатите, сите тројца, која е разликата и дека вреди да се посвети внимание на председателските избори, кои се ингеренциите во крајна линија на председателот, но партиските лидери се тука во сенка или неретко и во прво лице еднина. Тие имаат сцената, тие ги имаат рефлекторите. Да. Така да во право е си и ти и оние кои тврдат дека можеби кампањата доби содржина за парламентарни избори и веројатно за жал не е да исклучиме да биде уште пожестока во пресет на вториот. Веројатно така и ќе биде, бидејќи сега излезноста, традиционално излезноста е поголема во вториот круг од првиот, така што може да се смета на една жестока. Да. Што се прогнозите, Ѓорѓе, како ти се чини тебе, како ќе оди ова? Не инсистирам да ми кажеш бројки или точни бројки, но во кои правци отприлика? Мислам дека се уште господинот Пендаровски ја ужива таа блага предност, но би било коректно, независно дали ние се согласуваме или не, да прифатиме и дека ДПМ не успеа да совладе на психолошка бариера пред се за собствените приврзаници. Апропо сите случувања Централен комитет, бегството на нивниот почесен председател, но треба да признаеме ги консолидираа своите 300.000 поддржувачи. Дека тоа го амортизираа во Тоа е една релативна победа, предпоставам, на Мицкоски, бидејќи тој беше најмногу под удари. Јас и ти како повозрасни се сеќаваме на приказните од 2004 на тие исто вонредни председателски избори, кога и сега се гласа само за председател. Тогаш за жал се покажа вистинито дека 100 за Сашко, 200 за Бранко, за да се постигне цензусот. Своевремено Груевски и Црвенковски беа а вторите кои го симнаа цензусот на овие денешни 40% кои што се необходни за вториот изборен круг. Добро, како поминавте во Охрид? Што се вашите искуства низ целата оваа кампања? Прв пат настапувате со свој кандидат. Навистина сте млада партија таму и ако не се лажам и самата општинска организација, како ги видите клубови? Мислам локални клубови, мислам дека тој не постои 2 месеци дали постои. Добро. Што се вашите впечатоци од сето? Прво да кажам дека и кандидатот Михаил Трендафилов Нанче, со кого патем речено не сме во никакви роднински врски. Бидејќи тој е Трендафилов и ти си Трендафилов. Никогаш не учествувал на никакви избори. Тоа во ред за кандидатите. Но неговиот изборен штаб, независно од возраста или од бекграундот, професионалното искуство, ова беше прво искуство да се води кампања. Нели, колку што нас ни дозволувале ресурсите, ние сме ангажирале некакви агенции да ни помогнат, но ударната моќ, нели, лежи на луѓето кои доаѓаат од сопствената партија. Овим беше, да речеме, некој мало огнено крштевање. Проекциите наши се движеа меѓу 6 и 8%. Ние го имаме тоа. Вие негде над околу 6%. Околу 6%. Очекувавме, ако тоа се преработи во гласови за советничка листа, дека ГДУ би требало да биде на 2. Да, тоа е можеби Нил Армстроновски, нели, да го парафразирам, мал чекор за човекот, но за партија која... Значи, вие, доколку се работи за локални избори, би имале 2 советника. Два советника. За нова партија, веројатно, голем успех да се... И ГДУ настапуваше самостојно. Значи, немавме ние ниту сме дел од коалиција и ниту една од причините поради кои формирана Граѓанско-демократската унија е и да се заборави на некаква председателите на партиите обично прават пазар. Дека пазар се прави на друго место, но не во политиката, особено не во изборен процес, заради некакво директорско место или член на управен одбор во некакво локално јавно предпријатие. Тоа не е својствено. Со други зборови, вие нема да препорачате за кого да се гласа во наредниот. Значи, нема шанса Граѓанско-демократската унија да излезе како што во годините сме гледале
тројца, четворица, председателот на локално ниво или ние му даваме поддршка на овој или оној, тоа е, мислам, смешно, од секогаш било смешно, а во 2019 година дури и непристојно да се прави. Многу се интересни резултатите во Охрид, бидејќи таму води за некои 2-3 гласови кандидатот на СДСМ, меѓутоа од друга страна СДСМ доби помалку гласови како председателски кандидат, како партија, коалиција, отколку локалниот кандидат за градоначалник. Мислам дека и во Ново село е отприлике И нешто слично. Тоа значи дека сепак изборот на кандидатот за градоначалник игра голема улога. Дека луѓето знаат да гласаат и различно, да гласаат за еден кандидат за градоначалник, а можеби друга опција на некакво генерално централно ниво. се случува тоа, најдобро го гледаме кога се гласа за градоначалник и за партиска листа во локалните совети. Неретко се случува градоначалникот да има помалку гласови од партиската листа и обратно. Градоначалникот да има повеќе од партиската листа. Би сакал да постои свест во јавноста, барем минимум критичка свест дека граѓаните не се статисти во изборниот процес и оние сите приказни кои например јас се почувствував многу почестен пред пладнето во неделата, кога некој младо момче ми се јави од број кој јас не го познавам и љубезно ме праша дали сум излегол да гласам за господинот Пендаровски. Го прашав како го добивте мојот број и знаете ли со кого зборувате? Вас овде ви има во список и ова го донесе Филан Кишија. Тој потенцијален државен службеник, член на управен одбор, можеби дете му вработиле. Тоа нема никаква врска. За жал нема врска, веројатно, ни со господинот Пендаровски, нема ни со Силјановска, ни со градоначалниците, но тој менталитет мора да заврши. Тоа инаку во модерните пиар теории се нарекува микротаргетирање. Морам да признам дека секдека се практикува, само што веројатно списоците им се малку попрецизни. Списоците не само што им се попрецизни, но веројатно и мотивите не се волку конкретни. Овде точно се знае, нели, оние тројки, четворки улични кои одат по куќите на луѓето, особено во помалите средини, се однесуваат доста непристојно. Не оние што не вознемируваат. 2002-2006 беше пратеник во собранието и помина низ едни парламентарни избори, тогаш ВМРО додуше ги изгуби заради кризата и посткризно и така натаму. Има ли некакви разлики помеѓу тоа време и ова време во изборна смисла, во смисла на кампањи, во смисла на технологии некакви, во смисла на очекување, изневерување и така натаму? Секако. Значи, изборна кампања во 2002 или па дури 2006 ако сакате, е многу поразлична од она денеска. Прво, средствата за комуникации и информациите, независно со лажни вести или вистинити вести, се достапни многу повеќе отколку, да речеме, во 2002 година. Приврзаноста кон политичка опција, тогаш и политичката сцена не беше волку разновидна и да не заборавиме, правниот поредок во земјава е многу поинаков отколку во 2002. Во основа, сега би требало да бидеме и подобри, и поумни, и да имаме поефикасни алатки, и полесно да минеме низ премрежја, но не знам дали ќе го споделиш тоа мислење со мене, пак ние се полошо ни оди, постојано се плашиме со нова политичка криза, излезете заедно, правда за овој. Сите избори во Македонија биле историски. Се тоа или џа или бу. Ако не биде ова, ќе биде пропаст. Јас се сеќавам дека живеам во некој општество кое се стабилизира од Милка Планинци. Се надевам дека ќе доживеам некој дека има избори. Една од причините заради кои се обидувам повремено да ја канам, значи и од ГДУ и од некои други партии, е практично оваа можност, постои ли во Македонија шанса за трета опција? Вие сте, се разбира, многу мала партија, многу сте свежи на сцената и така натаму, меѓутоа гледаме дека двата конгломерати политички во Македонија, со сите овие шифтања на нивните албански главно етнички коалициони партнери и така натаму, ја оставаат земјата заробена во
релативно мала можност за избор помеѓу двете опции. Има ли, што се вашите искуства? Вие ќе се подготвите и за наредната година за парламентарните избори. После ова искуство во Охрид, мислите дека сте охрабрени? Имате таква некоја перцепција за тоа каде оди расположението на гласачите? Политичкиот процес е во рацете на ДПМН, СДСМ и ДУИ. Тоа е неоспорно. Изборниот законник, изборниот модел, лостовите на одлучување, лостовите на моќта во земјава се во нивни раце. И е многу тешко да се промовира поинаков концепт во пракса, не зборувам за политички флоскули, јас ќе направам ова или јас ќе направам она. Туку сега овој парламентарен состав и препораките на ОПСИ велат изборниот законник, изборите поминаа скандинавски без скандинавци, но изборниот законник и понатаму ви е хаос. И афрички. Афрички, да. Тогаш Добре, тоа сите го констатираат почнувајќи од ДИК. Во овој изборен законник е рамно 30 пати интервенирано во последните 10 години и сите но е велат парцијално, тоа е во функција да се задржи ова статус кво. Прво е смешно да имаме ние 100 партии во земјава. Навистина може да има и многу повеќе или многу помалку, но која е целта на тие политички партии ако се борат да бидат во композицијата предводена од ДПМН или од СДСМ? Тогаш нека се зачленат таму, нека се борат низ форумите на тие партии. Кажи ми, какво е вашето искуство низ овие локални избори, меѓу другото и со финансиите? Имавте свој кандидат, ова се релативно мали изборни искуства, бидејќи се работи локално, но сепак парите играат некаква улога. Можете ли да очекувате дека би добиле тој тип на поддршка за да евентуално рефлектирате на некаков поголем успех на парламентарни избори? Јас не ја знам, не го знам извештајот, нели ние како политичка партија доставивме до Заводот за ревизија извештај, но независно од се, мене не ми се допаѓа буџетот да плаќа за забавата на политичките партии. Во случајов, независно што ја зборувам сега во име на некоја политичка партија, тоа не ми се допаѓаше, мислам имавме реакција како политичка партија. Тоа на јал 3,5 на сите, некако не ми влегува во... Толкувањето е дека на тој начин се најавува можноста за корупција, бидејќи парите на крај ќе се истрошат, а на овој начин сепак некаква поголема контрола, а и некаков по-фер дистрибутивен пристап има. Не знам дали тоа ви фаќа некако декаш. Јас ќе ги видам резултатите, нели тие се јавно достапни од другите политички партии, но принципиелно зборувам дека буџетот на Република Македонија може да инвестира во далеку поблагородни работи отколку медиумско или рамноправно застапување на политичките... Па и ние нешто да живееме. Тоа е точно дека и вие. Кажи ми, бидејќи со вашиот председател, со господинот Петар Колев, разговараме релативно повремено и така натаму во некаков контакт сме, вие мислите на наредните избори парламентарни да се обидете да направите некаков поголем сојуз од мали партии или мислите дека можете и сами да настапувате во таа некоја трка? Јас повеќе би дал шанса да се обидеме да настапиме сами. Се разбира, тоа не е одлука која носи еден човек, но тоа е дел од принципите на кои почива партија. Би требало да покажеме минимум одговорност кон нашите членови, симпатизери. Колкаво членство имате за сега? Имате ли тој тип на евиденција? 1600 гласови во Охрид навистина не е малку, ако се земе предвид дека сега тие што беа после вас имаа веќе под 1000 гласови и така натаму. Големиве партии имаат по 7-8 пати повеќе гласови или нешто помалку дури. Но тоа не се малку гласови. Имате ли големо, како ви се развива дејноста со зачленување во партијата? Не можам да тврдам дали имаме ние, не знам, 2000 или 3000 членови, но и не претендира ГДУ да има послушна партиска база, дека не знам, нашите дека членството, затоа што ниту големите партии СДСМ и ДПМН не добиваат избори заради лојалноста на нивните приврзаници. Секогаш тасот на вагата превага од оние кои се неопределени или кои го менуваат мислењето, што е сосема нормално. Значи, ние би сакале да имаме влијание токму во онаа популација која
може би прифаќа нешто од СДСМ, може би прифаќа нешто од другите, кој има некој објективен, здраворазумски, пристоен однос кон политиката во земјава. Точно знае што очекува од сопствениот пратеник или градоначалник или локален Не советник. сметате на гласовите од протест, бидејќи тоа е се една вака прилично изразена тенденција во цел свет. Луѓето гласаат протестно. Луѓето гласаат протестно, но некаде можат да си дозволат да излезат во прво лице еднина и да го направат тоа. Но во Македонија не мислам, па да видим, па видите што се случи со најавениот генерален штрајк во образование. Има само некој марш за мај, кога синдикатите, кога Добро, овдека традиционално синдикатите се секогаш со со власта кој со да е власта социјалниот партнер, како што е популарно со да се социјалниот каже, партнер. но јас мислев дека на синдикатите социјален партнер им се нивните членови, а не министерот за труд и социјална политика. Оти гледам и еден друг тренд. Во Украина победи комичар. И тоа Да. победи толку убедливо што тоа просто станува еден загреđувачки тренд во смисла на тоа дека луѓето толку многу протестно гласаат, што добро сега ние не сме експерти за украинската политичка сцена, но Украина е далеку поважна земја, е огромна земја во Европа и не само во Европа и по хектари и по население. Па сепак имате еден глас од бунт. Во Македонија големите партии се уште успеваат да контролираат главното гласачко тело, ако ништо друго ги демотивираат овие другиве да не излегуваат на гласање. Да. Дали тука може би барате некаква шанса? Мислам, ќе биде илузорно да се излезе на парламентарни избори со вака поставен изборен модел. Замислете една граѓанско-демократска унија со незини 1700 гласови и од другата страна коалиција од 31 партија. И тие имаат исти права пред законот, сите треба да трчеме на 100 метри, а тие се веќе на целта. Да, предноста во почетокот е многу голема, бидејќи меѓу другото изборниот модел е таков што веројатно ги дисквалификува сите други. помалите, да. Ние кога ја промовиравме граѓанско-демократската турија, за жал таму имаме само за парламентарните избори, мислам дека има цензус од 3% од излезените и доколку е коалиција од повеќе од две партии, цензусот е 5%. Ако Значи, вие динамично. ангажирате 10.000 или 15.000 не можете, но е многу битно право да не прифаќаш никој од предложените кандидати. И имаше уште една, мене ми се допаѓаше тоа листа на граѓанска листа, значи не партиска листа. За неја не треба да има цензус. Туку кој помине Да, според... да. Од вашата партија, па меѓу другото и од вашиот председател, често слушаме некакви заложби за промена на некои темелни, да кажем, законски одредби кои се однесуваат на изборите. Прво, од избирачкиот список. И вие сте едни од тие кои што говорите дека избирачкиот список мора нешто да се прави. Па изборниот модел, па моделот на финансирање и така натаму. Мислите, бидејќи имате сега веројатно една година простор, да кажем, до некакво загревање доколку изборите бидат наредни редовни, мислите некакви официјални постапки да покренете иницијативи? Да, се надевам дека ќе успееме до крајов на месецов, например да подготвиме еден документ кој ќе биде предочен на ново формираното Министерство за политички систем. Тој закон е од 1 јуни и тој модел не се однесува само на парламентарни, тој се однесува на сите избори во земјава, но во себе ги инкорпорира и прашањата кои можеби навидум немаат врска со политиката, а тоа е изборот на Републичкиот судски совет, изборот на обвинителите, позицијата на парламентот и на носителите на сите лостови во власта. Што се интервенциите кои ги предлагате? Или ќе ги предложите? Или ќе ги предложиме. Базата во нашите очи, базата е представничката демократија. Како да го анулираме, например, волшебниот избирачки список? Активна регистрација на секој. Вие одите на тој Да, модел, да, активна регистрација. Кој сека да гласа пред избори да се Да регистрира? се регистрира. Отворена гласачка листа. Свесни сте дека и тоа не е најдобриот модел, но можеби да се релативизира моќта на големите политички партии кои, независно дали стана збор за СДСМ или ДПМН, ние сме во некаква ситуација на обездржавеност, па како сега одново да почнуваме да градиме некои темелни вредности. Тоа е Уставот. Ние чепкаме во Уставот, ќе смениме 2 члена, па потоа ќе имаме некоја криза, па ќе смениме други 2 члена,
па пак ќе имаме криза, па ќе направиме ново апсолутно мнозинство во парламентот. Тоа се парцијални решенија кои ние чувствуваме последици во секојдневието како обични граѓани, но бенефитите или придобивките кои не ги гледаме ние се концентрирани во една група на луѓе кои се нарекуваат председатели на политички партии, инфлуенсери и во клубот на пратениците. И во клубот на пратениците. Демократијата. И нели имаме Пржино 1, 2, 3, Рамбо повторно ќе снима, значи ние сме на добар пат да имаме. За крај да ве прашам, доколку овие избори на крајот заради цензусот пропаднат, се повеќе се заговара дека е можно да се влегува во промена на уставот за да се менува и начинот Тоа е дел од ова парцијално што или да се симнува цензусот или да се смени комплетно да не се оди на слободни избори широки туку во парламент. Што е вашиот став по тоа прашање? Јас сум поборник на тоа да, ова е мој индивидуален став, председателот на Републиката да се бира на општи и непосредни избори. Нема подобри избори од представничките. Без цензус или со регистрирање на секој гласач. Значи без цензус кој сака да гласа, Кој сака да гласа регистрира на и да повели председателски ќе се регистрира. Кој сака на локални нека се регистрира. И врската помеѓу гласачот и избраниот функционер тогаш нема да биде толку едноставно ако јас одвојам пола час од мојот ден да се регистрирам и кога ќе го барам мојот советник или пратеник, тој да не ми одговара или да ми дава некој објаснување од типот чеки да видиме Брисел, изборите во Америка да завршат или Кинеската банка за обнова и развој што ќе реши. Ѓорѓе Трендафилов, благодарам за овој благодарам и разговор и се надевам дека пак ќе се видиме во некоја блиска Се надевам и прилика, јас. бидејќи гледам дека ќе обстоите на идејата сепак да ја подигнете оваа ваша партија да стане некаков важен Релевантен играч, фактор, да. релевантен фактор. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за овој дел. За 10 минути почнува централниот дневник на 1 ТВ, до тогаш малку економска пропаганда.